Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Над 50 здруженија и институции од Македонија и Албанија се здружија против Формула 1 трката со моторни чамци, која треба да се одржи на Охридското езеро во јули. Околу 300 капачи досега се пријавиле за скокање по честниот крст за водици во Охрид. Црвен крст Охрид со препораки и активности за безбедно одбележување на богојавление водици и денот на рибарите. При регистрација на пловните објекти не бил уплатуван еколошки надоместок, соопштува Државниот завод за ревизија. Ким Јонг Ун побара да се промени уставот на Северна Кореја, во кој Јужна Кореја ќе биде означена како непријателска држава број 1. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура од 7 степени Целзиусови. Во среда во најголем дел од Европа ќе доминира нестабилна воздушна маса, која што во југозападна, западна и централна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во северна, североисточна и северозападна Европа врнежи од снег. Стабилно време со зголемена облачност се очекува во крајните источни и југоисточни предели. На Балканскиот полуостров утре во северните, централните и приморските предели ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и релативно топло за овој период од годината. Во останатите предели ќе преовладува стабилно време со зголемена облачност, максималните температури од 6 до 16 степени. Во Македонија во среда во утринските часови пат на утринските температури во однос на денешните и ќе се движат во интервал од -3 до 3 степени. Во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло со пораст на дневните температури. Ќе дува засилен југозападен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 5, односно до 12 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло, ќе дува до умерен југозападен ветер, минималната температура од 3 степени додека пак дневната до 10. Во Охрид во четврток и петок ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и релативно топло. Во попладневните часови се услови за слаб дожд, минималната температура од 6 степени додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во сабота пресврт, во утринските часови облачно време со врнежи од дожд и снег, кои што во текот на денот ќе преминуваат во врнежи од снег. Ќе биде ветровито и студено, утринската температура од -1 додека пак дневната ќе достигне до 1 степен. Во текот на ноќта, сабота кон недела, врнежите од снег ќе продолжат. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од мар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во јули на Охридското езеро кај Поградец планирано е да се одржи трка во Формула 1 на вода со високотуражни моторни чамци. За екологистите и научната фела ваков настан е акт на насилство, со огромни негативни последици врз уникатното езеро кое е светско природно наследство и најголемо жариште на биодиверзитет на светот. Над 50 здруженија и институции од Македонија и Албанија се здружија со иницијатива да го спречат одржувањето на настанот. Апелираат до властите на Македонија и Албанија да се избегне организацијата на трката, а туризмот да се развива преку промовирање на еколошки спортови на вода. Повеќе од 50 здруженија на граѓани, еколошки асоцијации и институции од земјава и од соседна Албанија покренуваат иницијатива за да се спречи одржувањето на настанот F1H2O Формула 1 трка на вода, закажан за јули годинава во делот на Охридско езеро кај Поградец, Албанија. Настанот F1H2O, кој е дел од светското првенство во трка со високотуражни моторни чамци, според екологистите и научната фела представува атак врз уникатниот екосистем на Охридското езеро. Според стручни лица од областа на заштита на животната средина, на настанот ќе бидат ослободени над 1,6 милиони килограми аглероден диоксид, што во воздухот, што во езерото, што е еквивалентно на штетни гасови кои ги испуштаат моторните возила на брегот и во водата во текот на цела една календарска година. Самата стартна платформа за 43 моторни чамци кои ќе учествуваат во трката ќе биде изградена во езерото на длабочина од 20 метри, каде што се наоѓа литоралната зона, предупредуваат иницијаторите на акцијата за спречување на одржувањето на настанот. Оваа трка ќе се организира во литоралната зона на Охридското езеро. Литоралната зона не е само место каде што се мерестат рибите или гнездат птиците, туку е исто така и место каде што има најголем биодиверзитет и ниво на ендемизам на Охридското езеро. Охридското езеро има над 200 ендемични видови и по крајбрежјето на Охридското езеро нивото на ендемизам е од 30% до 80%, што значи дека секој трет организам е ендемичен. Сега ние сакаме да влезиме со големи чамци и да му го нарушиме живеалиштето. Од Националната установа Хидробиолошки завод Охрид, која е дел од иницијативата, велат дека како институција реагирале до соодветни повисоки инстанции со цел да го актуализираат проблемот. Ваков грандиозен настан кој за Албанија би бил можност за промоција на туризмот, за нас е своевиден атак на насилство врз Охридското езеро, вели директорката на заводот доктор Орхидеја Тасеска. Жално е што краткорочните економски бенефити како потенцијалниот настан всушност го зголемуваат антропогеното влијание врз Охридското езеро, односно нарушувањето на екосистемот и забрзаното старење на овој природен екосистем. И таквите промени доведуваат до неколку фази на промени во животната средина, влијанието на тие мотори, односно физички, хемиски и секако биолошки, односно еколошки промени во животната средина, како во животната средина следствено на тоа и врз живиот свет на Охридското езеро.
Градоначалникот на Поградец и премиерот на Албанија Еди Рама го ставија својот подпис на договорот за одржување на трката Формула 1 во Поградец. Дали некој го информирал УНЕСКО за ова, кога двете земји имаат препораки за отстранување на заканите врз универзалното светско наследство на Охридскиот регион? Дали функционира билатералниот комитет за заштита на регионот? Дали македонските власти се информирани за овој настан? Дали овие две земји воопшто соработуваат за заштита на статусот на УНЕСКО? Ова се прашањата кои бараат одговори според албанскиот експерт за животна средина Аријан Мероли. Ние реагиравме не само да албанската влада и на парламентот. И сега мислам дека интерпелација ќе има со министерката за животна средина за оваа иницијатива. За жал, јас лично зборав со министерката, немаше ниту една, дека не гледаше ништо негативно од оваа иницијатива, за жал, ама сите институции, сите невладините организации, околу 40 институции, универзитети, research institution во Албанија имат вистина разочарање за овој активност што треба да организираат во Албанија, во Охридското езеро. За иницијативата ќе биде испратена информација до сите релевантни државни институции во двете земји, како и до телата на Комитетот за заштита на светското природно и културно наследство на УНЕСКО. Охридско езеро, старо повеќе од 2 милиони години, жариште на биодиверзитет, во 1979 ставено на листа на УНЕСКО како природно светско наследство, со закон прогласено за споменик на природата. Во 2014 заедно со Преспанско езеро прогласено за прекограничен биосферен резерват. Од 2021 година заштитено со Рамсарската конвенција. Тоа е и Емералд и Натура 2000 подрачје. И покрај сето ова, парадокс е да зборуваме за одржување на трка во Формула 1 на ова езеро, велат иницијаторите за спречување на настанот. Инаку тие не се први кои се побунале против одржување на еден ваков настан. Во Венеција и на езеро во Кина во 2012 и 2017 поради реакции било откажано одржувањето на ова првенство. Повеќе од 300 капачи досега се пријавиле во Дебарско-Кичевската епархија за да бидат дел од најголемата црковно-народна манифестација во земјава. Покрај охриѓани по светиот крст ке скокаат и жители на други градови од земјава, а осветувањето на водите на Охридското езеро ке го следат голем број странски туристи. Голем интерес од страна на капачите за учество во најголемата црковно-народна манифестација во земјава, Богојавление водици во Охрид. Досега во Дебарско-Кичевската епархија пријавени се над 300 капачи. Интересно е што покрај охриѓани има интерес и од верници од други градови. Се пријавуваат млади од Битола, Струмица, Куманово, Прилеп, Ресен и други градови. И годинава се очекува околу 1000 капачи да пливаат по светиот крст во ланните езерски води. Покрај голем број пријави на охриѓани, доста се пријавени луѓе и од другите градови од Македонија, како што се Струмица, од Битола, од Скопје, од Куманово и други веќе. Над 300 луѓе се пријавени досега. Масовно, нели, тоа е во Охрид, секогаш така да се очекува голем број на во местноста викана Сараиште, ќе има групно крштевање. Сите заинтересирани, ево, апелираме и повикуваме, може да се пријават во парохиската црква Свети Никола Геракомија, кај парохискиот свештеник. Ова е веќе обичај десетина години. Да, долгогодишен обичај и секој во кој има желба и интерес да го направи на овој посебен ден може да се пријави во црквата. Организаторите велат веќе се е подготвено за празнувањето, а охриѓани со посебен пиетет го слават Богојавление. Празникот се смета за круна на јануарските празнувања, богослужби во сите цркви, литии до градското пристаниште, духовна музика, но и греја на ракија се дел од традициите. Па мислам од најмал до најстар сите охриѓани, посебно во стариот дел на градот, кај што потекнува традиција, со нетрпение и со божествен трепет, можам да кажам, го очекуваат овој празник на светото крштение Господово. Осветувањето на водите на Охридското езеро е привлечно и за странските туристи. Положувањето на светиот крст на 19 јануари во 10 часот се очекува да го следат и голем број туристи од соседството. Во рамки на одбележувањето на големиот верски празник Богојавление водици и денот на рибарите, Црвен крст Охрид, како и секоја година, е вклучен со низ активности од областа на здравствено-превентивната дејност.
Црвен крст Охрид и оваа година во рамки на одбележувањето на големиот верски празник Богојавление Водици и Денот на рибарите ќе биде вклучен со низа активности. На 18 јануари четврток од 19 до 23 часот на пунктот на Црвен крст Охрид, поставен на платото помеѓу капетанија и ресторанот Чун, медицински тимови на Црвен крст Охрид ќе вршат основни здравствени прегледи на оние кои се одлучиле да скокаат по крстот. Апелираат и препорачуваат до скокачите по крстот да ја проверат својата здравствена состојба и да се информираат за ризиците и опасностите кои постојат при капење во вода со температура од околу 8 степени Целзиусови. Традиционалната крводарителска акција Водици 2024 под мотото "Една капка може да промени се" во организација на Црвен крст Охрид ќе се реализира на 19 јануари петок од 9 до 15 часот во Центарот за култура Григор Прличев. Организаторот, со поддршка на Дебарско-Кичевската епархија, на хуманите граѓани кои ќе даруваат крв, ќе им возврати со должно внимание и скромни подароци. За настанот на осветувањето на водата во Охридското езеро и скокањето по крстот на градското пристаниште во Охрид на 19 јануари петок, Црвен крст Охрид ќе се грижи за безбедноста на капачите во вода и сите посетители на настанот со тимови на спасители на вода распоредени долж градското пристаниште и во спасителни чамци во вода, нуркачки тимови како и со медицински тимови за укажување прва помош со амбуланско возило, помогнати со медицински тим на итната медицинска помош со амбуланско возило, информираат од Општинската организација на Црвен крст Охрид. Државниот завод за ревизија соопшти дека извршил ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Министерството за животна средина и просторно планирање за 2022 година, при што констатирал состојби, неправилности и неусогласености од различна природа, меѓу кои и неправилности при регистрација на пловните објекти, односно не бил уплатуван еколошки надоместок. Државниот завод за ревизија соопшти дека со извршена ревизија констатирани се состојби, неправилности и неусогласености од различна природа, меѓу кои и неправилности при уплата на надоместок од регистрација на моторни возила и пловни објекти кои представуваат еколошки надоместок кој се наплатува при регистрација на моторни возила и пловни објекти од страна на страниците за технички преглед и регистрација на возилата. На сметката на основен буџет на Министерството во текот на 2022 година, по овој основ се остварени средства во висина од околу 248 милиони денари. Со извршениот увид во начинот на водење на евиденција и наплата на надоместок, по овие основи утврдено е отсуство на уплата на надоместокот при регистрација на пловните објекти, потреба од воспоставување единствен систем за следење на овој приход, кој ќе овозможи одговорните лица во Министерството да имаат увид во наплатените средства од страна на Министерството за внатрешни работи и правните лица кои вршат технички преглед, стои во соопштението на Државниот завод за ревизија. Ненавремена и нецелосна наплата ревизорите исто така утврдиле и во наплатата на надоместоците за поседување на А и Б интегрирани еколошки дозволи. За неиздавање, ненавремено издавање на решенијата за плаќање на надоместокот за поседување на А интегрирана еколошка дозвола се остварени помалку приходи во буџетот на Министерството по овој основ, од вкупен износ од приближно 3 милиони денари, односно околу 48.000 евра, по доставување на нацрт извештајот од спроведената ревизија на Министерството од страна на одговорните лица се превземени мерки и активности за наплата и 5 правни субјекти извршиле уплата на средства во износ од 1 милион денари, односно 16.000 евра на сметката на Министерството, соопшти Државниот завод за ревизија. Имено од вкупно регистрирани 111 активни корисници на А и Б интегрирана дозвола за 2021 година, од страна на 18 корисници не е доставен годишен извештај за поседување на интегрирана дозвола, додека пак 17 субјекти кои поседуваат А интегрирани еколошки дозволи и се евидентирани во регистарот од 2018 година не се издадени решенија за годишен надоместок за поседување на А интегрирана еколошка дозвола. Едукативни летоци со корисни сообраќајни совети за возачите. Од почеток на годинава СВР Охрид и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патишта отвочна со реализација на проектни активности за зголемување на безбедноста во сообраќајот.
При тоа, полициски службеници од одсекот за превенција во рамки на кампањите "Користи зимска опрема", "Биди одговорен", "Не пиј додека возиш", низ непосредна комуникација со возачите на моторни возила во сообраќајот им укажуваат на неопходноста од внимателно возење спрема условите и состојбите на патот, на можните последици од неприлагодена брзина, како и на придржување до законската обврска за носење соодветна употреба на зимска опрема. Полициски службеници на возачите им поделија едукативни летоци со корисни сообраќајни совети. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 9 лица загинале, а 30 се повредени во Турција кога меѓуградски автобус се превртел во близина на градот Мерсин, пренесува Танјук. Меѓу жртвите имало и 2 деца, а до несреќата дошло откако возачот изгубил контрола над возилото поради дождот и влажниот пат, соопштиле властите. Ким Џонг Ун побара да го промени уставот на Северна Кореја во кој Јужна Кореја би била означена како непријателска држава број 1. Во свој одговор на северокорејскиот парламент Ким кажа дека веќе не верува дека обединувањето е можно и предупреди дека Северна Кореја нема намера да избегне војна ако таа се случи. Тој го обвини Сеул дека се обидува да го урне режимот на Пјонгјанг и да изврши насилно обединување. Уставот треба да се измени со цел: "Ние не сакаме војна, но немаме намера да ја избегнеме", изјавил Ким, додавајќи дека во случај на војна Северна Кореја планира целосно да ја окупира и потчини Јужна Кореја и дека јужнокорејците веќе не треба да се нарекуваат сонародници, повикувајќи на прекин на сите комуникации меѓу двете држави и на уништување на споменот на обединувањето на Пјонгјанг. Северна Кореја ги укина сите агенции што работеа на обединување со Јужна Кореја. Тензиите на Корејскиот полуостров се влошија во изминатите месеци откако Пјонгјанг лансираше серија балистички проектили и својот прв шпиунски сателит, додека продлабочувањето на односите со Русија предизвика загриженост кај САД и сојузниците. 2 лица се повредени синоќа во Косовска Митровица откако рачна бомба експлодирала нешто пред полноќ во непосредна близина на мотелот Бишевац. Во експлозијата се повредени 2 лица од српска националност, од кои едно потешко, но и двете лица се надвор од животна опасност. Оштетени биле и 7 автомобили, соопшти заменик командирот на полицијата на Северниот регион. Тој додал дека нема причина да веруваат дека овој случај е поврзан со етнички прашања. Рачната граната била фрлена од автомобил во движење. Полицијата работи за расчистување на случајот. Околу 1000 туристи останале заробени во туристичко село во Кина, откако снежни лавини го зафатиле северозападниот кинески дел Ксинџијанг. Евакуацијата ја попречуваат наносите од снег, високи и до неколку метри. Патниот пристап до селото, кое се наоѓа во близина на границата Казакстан, Русија и Монголија, каде туристите останале заробени веќе неколку денови е одсечен. Снег паѓа без престан веќе 10 дена, пренесува Reuters. Снегот кој го донеле лавините во неколку подрачја достигнали до 7 метри, што е далеко поголема од опремата за чистење на снег. Воени хеликоптери требало да достават храна во селото, но поради лошото време доставата е одложена. Неколку туристи викендов со хеликоптери биле префрлени на сигурно, соопштиле кинеските државни медиуми. Ова е се во првиот дневник на ТВ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.